Делбата на поимот представува логичка постапка за утврдување на обемот на еден поим. Содржина на поимот представуваат суштинските карактеристики, а обем на поимот неговите видови поими. Структурните елементи кои ги поседува делбата на поимот се следните: поимот што се дели, принципот на делбата и членовите на делбата. Принципот на делба означува определена карактеристика од содржината на поимот што се дели. Правилата или норми според кои треба да се врши делбата се следните: делбата да е единствена, постапна, членовите да бидат меѓусебно изделени, делбата да е адекватна. Делбата е конфузна ако не се почитува правилото на единственост. Например, учениците се делат на одлични, многу добри и мрзливи. Преширока делба се добива ако делбата не е адекватна. Збирот на обемите на видовите поими не е еднаков на обемот на родовиот поим. За субдивизија станува збор ако некој член на делбата се дели на неговите видови поими. Класификацијата представува систематска примена на субдивизија и кодивизија. Делбата е кодивизија ако таа е хоризонтална. Например, литературата се дели според жанрот, времето кога е создадена и така натаму. Класификацијата е природна кога се зема суштинско својство, а кога принципот е не суштинска карактеристика, таа е вештачка.